Производството на сурово млеко е намалено поради сушата и поскапувањата на добиточната храна, но не може да стане збор за траен недостиг, велат преработувачите. Во тековниот период, производството на сурово млеко е намалено. Сепак не се работи за траен недостиг на млеко и нема причини за такви стравувања. Изјави Ѓорги Петрушев, председател на групацијата за производство, откуп и преработка на млеко. Од друга страна, директните производители се со став дека за да се произведе повеќе млеко, потребни се повеќе пари кои тие ги немаат. За да сработиш повеќе имот треба да потрошиш повеќе нафта, да платиш повеќе работна рака. И сето тоа повеќе кошта. Значи, тие се проблемите што секоја година се повторуваат и се зголемуваат како проблеми. Сепак, ова не значи дека млеко ќе нема, зашто уверување дава и министерот Љупчо Николовски. Интервентната програма ќе биде дополнета со мерка за финансиска подршка за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко, а веќе се исплатени субвенциите. Истакна Николовски. Сепак во целиот оптимизам останува прашањето за цената на млекото и млечните производи. За само една година млекото се откупува за 40 до 50% повисока цена. Сирењето, урдата и кашкавалот достигнуваат астрономски цени и износи и практично се недостапни за граѓаните.